Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на Агроспектар, вашата емисија за земјоделство, која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. И оваа година поминува во знакот на проблемите кои што се провлекуваат со децении во откупот на грозјето. Минатиот викенд, лозарите повторно незадоволни од ултиматумот, од манипулациите, од се она што се случува во визбите и на откупните пунктови, решија да истурат грозје пред винарската визба Тиквеш, бидејќи имаше манипулации со шеќерните единици, критериумите за откупи и така натаму. Во секој случај, проблемите се пресликуваат секоја година, меѓутоа, од Министерството за земјоделство вчера министерот најави дека бил постигнат договор со винарските визби и годинава Смедеревката ќе се откупува по 10 денари за килограм, а вранецот картошијата по 12 денари, со тоа што ќе добиваат производителите и цена од 2 денари по килограм субвенција од државата. Дали тоа е решението вистинско во лозарството, ќе покаже времето, со оглед на тоа дека пресметките покажуваат многу повисока цена на чинење за да се произведе килограм винско грозје. Во емисијата ќе се осврнеме и на други теми, бидете со Агроспектар, а со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И морам накратко да дадам свое мислење по однос на тоа што сум 40 години со лозарите, овоштарите, градинарите и така натаму. Значи, од недостатокот на онаа стратегија и духовност, ние немаме човек кој одредува, еве, во случајот Хоџа, колку е земјоделец, не знам, да дојдеме до производната цена на грозјето. Тука е форма на пазарење. Што тоа значи? 10 денари тоа, 12 денари тоа. И на крајот, демек, државата душебризнички ќе даде уж по 2 денари. Чии пари ќе даде државата? Парите од народот, од лозарите, од даноците, од буџетот. Тоа е нечесна игра према земјоделецот. Тоа во Словенија не се случува. Иако Господ што много ни дал, шеќерните единици се основ за добивање на било каков производ од грозјето. Дали е тоа вино, раке и така натаму. Словенецот со 17-18 шеќерни единици прави вина. И ние во бивша Југославија кога бевме во заедница, словенците, лично јас сум сведок, зимаа од нашата сировина, од грозјето. По бербата на грозјето камионите одеа во Словенија. Тие вршеа купужирање со нивните кисели вина, грозје. И излегуваа на светскиот пазар, добиваа златни медали. А за тоа депозитот е тоа што македонското грозје има шеќерни единици и не случајно ние во нашите емисии го збориме тоа често. Имаме секогаш први места на тие светски надпревари. Тиквеш дели треба 19. Тие не доаѓаат случајно. Тие енолози таму се експерти од винарството. Меѓутоа нашето поднебие што ствара луѓето што не водат, бидете сигурни дека не го знаат. Тоа го знае земјоделецот, тоа го знаат луѓе стручни, што се влезени во тоа, што знаат какви шеќерни единици се стварат. Јас лично подигнав како млад агроном во Зик Струмица тогаш 70 хектари вранац, првокласен вранац. 28,5% шеќерни единици во грозјето. Од тоа грозје може да направиш што сакаш. Сега кога сме кај шеќерните единици, тука се манипулациите. Тиквеш објавува ценовник дека ќе откупува грозје од 19 шеќерни единици, ќе плаќа толку.
за да во саботата се прекина откупот бидејќи лозарите беа револтирани. Грозието со 20,6 шекерни единици со 20,8 се враќа назад бидејќи визбата решила да откупува од 21. Дали грозието од 19 шекерни единици вранец картошија не е квалитетно за вино? Бидејќи од друга страна па беше понудено да се купи и тоа грозие кога настана револтот, ама да се плати 8 денари. Тоа е граница. Која е разликата од 20,8 да биде 8 денари и 21 да биде 13? Тука е границата и тука е манипулацијата и вметнување на луѓе кои имаат многу слабо и неквалитетно грозие. Тука е целта. Каде се професорите од земјоделскиот факултет, каде е институтот? Нели треба тие да кажат пред секоја берба, оваа година технолошката зрелост од Смедеревката треба да почнува од тука, на Вранецот од тука. Го немаме тоа. Ги имаме агрономите од Тиквеш, од другите винари кои што кажуваат, ние купуваме од толку. Може би и во ред во приватна компанија тоа така. Меѓутоа, генерално, државата нема став која е шекерната единица од која што треба да се почне откупот на грозие. Точно е. Точно. Едноставно кажано, манипулацијата е едноставно присутна. Ако ви кажам, еве, следна неделата пред нас, оваа недела, Струмица имам мои клиенти, што има берба на Вранец. Вранецот во прави услови на одгледување и спецификите на годината сега не треба да биде по 22 до 23, 24 шекерни единици. Отишел во Гевгелија, му рекле, а јас го мерев тоа кај мене во лабораторија, што е екзактно точно, со 4 децимали. Му рекле, ти имаш 18,5 шекерни единици, проценти шекерни единици, но бидејќи си наш традиционален клиент, ние ќе ти го земеме грозието. Пази, тие 4 до 22 имат цели 3,5-4 шекерни единици. И вика професорът, така ми рекла. И јас се јавувам, викам лично, представих се, викам така и така. Ајде, вика, ти ли ќе го жалиш лозарот, земјоделието. Значи, дојде момент за жалење. Не објективно на тој човек што прскал, копал, ѓубрел, кроел, се Да му се процени да му се даде вистинското присуство на шекерноста и да му се плати. И тој да има доверба во тоа. Но таа фирма е позната по тоа што ќе го дадеш грозието, ќе ти дадат белешка, одиш од другата страна, взимаш си ги парите. Па тука се лозарите принудени. И они му принудени. одбиваат на тоа. Цената е на грозие пониска, дека одма му плаќат и тоа се манипулации, тоа се злоупотреби, тоа е се нечесно према земјоделскиот производител. Инспекторатот е на терен. Меѓутоа, досега нема ниту еден пропуст регистрирано или санкционирано. Точно. Со И децени. нема да има. Затоа што инспекторатот кога дојде да проверува, прво оди во визбата. Договарат објект каде ќе бидат на ручек, ајде да провериме нешто. Јас ако ви кажам сега со откупот на пиперката во Струмичко, па има магазини каде што човекот дома го мери пиперот. Излева 5,5-6 тона. И 500 кила помалку Е на откупниот пункт. на откупниот пункт и вика, чекај, тоа било кало и за амбалажата. А се полни во вреки. Вреката нема никаква тежина. Тоа е без чувства, да кажам. Тоа е очигледна манипулација. Јас на тие луѓе викам, слушај, тој е мој клиент, професоре,
тој е твој клиент до тебе. А од тогаш од кој ќе ја скине пиперката е мој клиент, вика. Јас ќе го бричам. Со еден збор, имаме нечесен однос, нелојален однос меѓу трговската сфера, меѓу производител. Немој да мислите дека е производителот китка за мирисање. Колку пратки на пуно трговци им се одбиваат по 40% ради камуфлажа и ред други работи. Меѓу тој нелојален однос се чисти со она што сега Грција го прави. Обединување на сите земјоделци, калибраторот, ако се домати, доматата толкова големина, со таква боја, ќе влезе, имате толку. Ќе одеш, ќе си ја видиш количината на домата, Прва и класа, килажа. втора класа. Прва класа. И на таа основа, право автоматски, добиваш белешка и парите ти се плаќат. И тука, пазете сега, со еден честит пристап, значи со компјутеризација, тоа обединување на земјоделците ствара некој профит од 22 милиони евра. Каде што го стават во фондот на земјоделските производители за проширување на земјоделието и унапредување. Дали ке е системот кап по кап таму, без систем кап по кап не се оди. Без мислен пристап не се оди. И таму игра таа девиза, што јас секогаш ја зборам, аз сум љут што во Македонија не се слуша. Производителот мора да произведува за познат купувач, за позната цена и познат период на плаќање. Тоа кај нас се меси на име. Може би после 10 на 20 години. Не знам дали ќе дојде до тоа, бидејќи голем дел од производителите, ставајќи ја белешката што е продал пиперка, производ, ставајќи ја у џебот, тие парите, не шефе, ќе дојдат. Ќе дојдат. Година дена вика ми стои белешката во џеб, додека не ја изгубам. Бидејќи откупувачите имаат друг бизнес за работа, парите им се потребни. Сите откупувачи или Мерцедес вози, или има за кратко време, јас ги пратам тие работи. Во држава така функционираат за жал работите и тоа е ненормално, тоа е нормално. Точно. Да се вратиме на она што најредовно го работиме, тоа е обсервација на времето. Еве повторно ни се врати летото со оние летни температури над 30 степени. Дождот го немаме, сушниот период продолжува, хидроложката состојба е загрижувачка. Како понатаму, како ќе опстојат земјоделските култури, особено овие што се повеќе годишни насади? Мора да ја кажеме пак таа работа, што минатата недела рековме, имаме специфична година. Каде што, јас минатата недела реков, ќе имам уште и септември цел до крајот, и октомври, чак и во првата половина на ноември, ние ќе имаме изгубени летни денови. Тоа е убаво за привршување на берби, на културите кои се одгледуваат, потоа за многу домакинките да си направат зимници и така натаму. Но трагично, а вистинито е, ние повеќе од 100 дена немаме никаков дожд. Еве сега, гледаме се враќаат температури во септември од 30 степени Целзиусови. Сега за ден-два ќе имаме пак некој, јас го викам лажен дожд. Бидејќи житничарите пред неколку дена разговарав со битола, вика професоре, пак ќе касни сеидбата. А касањето на сеидбата е губење на принос, бидејќи оптималниот рок на житата, ако не се запази, закасне, а после тоа почнуваат зимски периоди и немаме склоп на растенија. А чим во хектар површина немаме склоп на растенија од жито,
со братимењето исто така имаме проблеми, ту жилогризо, ту слабо братење и автоматски ние сме далеко од тие 12 тона што ги добива Нови Сад или Панонската низина од хектар, каде што они од житото буквално екзистираат. И ние под 50 до 60 илјади тони ние откупуваме жито, лебот наш насушен, а земеделска земја се рачунаме е од Србија. Така да, времето кое го имаме сега, жално, но вистинито ќе остави траги и за наредните години. Бидејќи немањето на дожд значи пореметување на физиолошките функции. Што конкретно од физиолошките функции? Родот за наредната година кај повеќе годишните насади се ствара после оплодувањето и почетокот на растење на ластарите. И тука имаме диференцијација на папките, ние така го викаме стручно. И се ствараат папките, зреат папките и за наредната година веќе е конвертиран родот. Ние од недостатокот на влага прво имавме студен период мрзнење на папките, а тоа е резултат на претходната година, ако се сеќавате, заврна еден дожд, јак дожд таму во август месец, го врати растението, после фати студ. И немаше квалитетна диференцијација. И сега ние имаме еден хаос во растителниот свет, посебно во културите повеќе годишни, кои треба да имаат диференцијација на папки. Кога нема влага сега во почвата, тоа е трагедија за земеделското производство. Реков, житничарите не можат едноставно да ги изорат површините, да го фрлат житото. За растенијата повеќе годишни, вклучувајќи ја тука виновата лоза и овошните дрвца, им требаше едно освежување. И тоа освежување, јас се гледам кајсијата. Кајсијата не роди, а нити пак створи квалитетни папки за наредната година. Зашто? Затоа што процентот, а тоа е резултат точно на времето, процентот на апоплексијата е многу голем. Некниот Велес ми се јави, овој дечко крајно разочаран, сака да го копачи насадот, сака да оди во странство и така натаму, бидејќи од државата му рекле, ние не сме криви за тоа. Иако тука јас мислам дека е малку преувеличено, бидејќи државата сепак сака да подпомогне нешто со тоа, со тие штети кои настана. Да после таа ниска температура кај кајсијата дојдоа тие ненормално високи температури. Тоа се температурни, топлотни удари ги викаме. И поврзано со недостатокот на влага, таква диференцијација на папки сакаме ние. И тука е веќе штетата од забот на времето, кое нешто ќе ја почувствуваме не само оваа година, него и наредната. Имаме хидроложка состојба која загрижува. Тоа го рековме минатата недела. Имаме празни брани, имаме беден полски воден капацитет и имаме физиолошко пореметување на растенијата, кои не се наводнувани, макар и вештачки. И сето тоа земјоделецот го трпи, а згора на тоа стаа нервоза, посебно по-младите. Оваа недела имам такви сознанија кои ме разочаруваат дека едноставно ја напушта земјата и оди. Тоа е тоа што загрижува во земјоделството, бидејќи младите си заминуваат, меѓутоа имавме лоша година. Земјоделците користат најразлични средства за заштита, хемиски средства.
Тоа е неконтролирано се употребуваат средства за заштита, бидејќи прска кој кога сака, со што сака, колку сака и никој не одговара за тоа, а консуматорите на крајот се труат со тешки отрови. Професоре, каква беше според вас проценката годинава на потрошувачка на токму вакви отровни препарати за луѓето? За таа состојба имаме екзактни податоци, затоа што тоа ми е токму ресорот и начинот како да се редуцираат примената на препаратите. И мора да кажеме ние, при сушни услови, фикомицетните габи, а фикомицетни габи се тие кои сакаат за нивна инфекција да има влага на воздухот и дожд. Тоа се пламениците обично. Еве сега голем дел од кавадарчани велат ботрицот го немам. Ботрицот го немаш затоа што немаме дожд. Со едно врнење, бидејќи не мени е превентива, како депозит од ботрицит кој ќе спречи ширење. И со едно врнење од дожд, примерно, ќе имаме катастрофални штети. Што се однесува до пестицидите, имаме видно помалку потрошено средства. Благодарение точно на тоа што еве виновата лоза баш пред 2-3 дена од кавадарци, оние лозари, искусни лозари, велат ова година за лозарите е здрава. Затоа што во тој период на цветење, прецветување немавме врнежи од дожд и фино оплодување стана се. Кој имаше контрола на гроздовите молци, исто така има добро грозје. Сега недостатокот се чувствува на вода, се чувствува по колапсот кој го доживеа дел од сортите од винова лоза, и тоа повеќе годишни, од еската и апоплексијата. А еден од факторите е немањето на функционалност, на влагата. Да, имунолошкиот систем профункционира. Него тука имавме пореметен имунолошки систем и тука фомопсисот, фузариумот, антракнозата, комплетно тие обусловија да цели чокоти и процентот на умрени чокоти ќе биде многу поголем за разлика од минатите години. Тоа е исто сега и еве вчера имав со еден мој колега доктор, но по медицина. Вика, сега ќе видиш во Македонија нема да имаме нови случаи, а ќе имаме поголема смртност. И викам, врз која логика го тоа збориш? Бидејќи голем дел од жителството во Македонија нема здрава исхрана. Не го почитува здравието и не го одржува здравието. Физичката активност е никаква. И, што е најважно, баш еден лекар пред неколку дена рече 80% од граѓанството во Македонија имаат вишок килограми. Сите тие наброени работи. Вирусот, значи, тие сите наброени работи го рушат имунолошкиот систем. И тука некој вика, 2 дози прима и пак вика од вирусот си отиде. Па, може воопшто вакцина да не примаш, да, меѓутоа, ако ги одржуваш тие работи, имунолошкиот систем, вирусот не може да биде појак од имунолошкиот систем на човек. Меѓутоа, кога ќе кажат лекарите консумирате повеќе овош и зеленчук, сепак тоа значи консумирање на повеќе тешки отрови во организмот. Точно и тоа. А тука имаме и новини од фитофармацијата, предлагам да го погледнеме снимениот материјал.
кои се пред се од едукативен карактер, се трудиме да вградиме онаа што е најново, најинтересно, профитабилно и во секој случај полезно за земјоделскиот производител. Навистина, фитофармацијата со својот еден интензивен скок направи многу за успешна заштита на растителноста на земјоделското производство воопшто. И мора да кажеме дека овие нови работи секако импресионираат позитивно, пред се поради тоа што вградување на науката и трудење да се оди кон нешто кое има мала токсичност, голема корист за растението и успешно контролирање на некој чинител, дали е тоа од патогена природа или инсект кој причинува штета, со еден вистински пристап да ние веќе слободно кажеме дека фитофармацијата е сојузник на земјоделскиот производител, но условно кажано, кога тој ги почитува стручните совети и го имплементира и го применува средството во препишаната доза, концентрација и фенофаза од развој на растението. Тие предуслови, тие постулати во фитофармацијата важат за сите средства, а тука со најновите средства ние имаме веќе и фрапантно добри резултати, затоа што тука се става фокусот на она што треба да се примени, кога треба да се примени и кои резултати може да ги очекува. Бидејќи имаме специфични години, од година на година глобалните климатски промени праваат одреден чин на отстапување од нормалниот развој на растителниот свет. Понекогаш имаме бујна вегетација, зависно од температурите, зависно од режимот на исхрана, од временските услови, од релативната влажност на воздухот. Развојот на растенијата бувнуваат со една експанзија голема, каде што таквото нешто е опасност за одредени патогени. Ние од струката сакаме себеш еден континуиран, постепен раст и развој на растението, со нормален пораст и потерување, со нормално цветење, нормално плодообразување и на крајот нормално зрење и берба. Но понекогаш се случува да ние имаме експанзија на брз развој на ластарите, каде што немаме диференцирани пупки за плодоносење и голем дел од производителите велаат, вика, професори, имам, вика, добар развој, но цветот или ми го исфрли, или немам доволно цветење и ред други работи што влијаат врз она за што се одгледува културата. А тоа е приносот. Тоа е квалитетот и конзистенција на месото од производот кој го добиваме. Затоа, фитофармацијата, и не случајно збориме дека БАЕСЕФ секогаш со своите 10.000 доктори на науки, со своите навистина крајно професионални пристапи и ангажман на науката на највисокиот ранг, секогаш смислува работи кои се од интерес за производниот процес. И тој чин на ново, ќе го подцртаме, е вистината и за онаа новост во Регалис Плюс. А тоа е регулатор на пораст на јаболката и крушата како овочни видови. Јас би го нарекол регулатор на нормалниот пораст кај крушата, јаболката и други овочни видови. Зошто го зборам тоа? Затоа што таа нова, буквално иновативна формулација го регулира
порастот на овие леторасти што може да стартуваат со јаки нодоси, со слаба диференцијација, со многу нешта кои делуваат негативно врз растенијето, каде што тоа иде на некоја висина и бујност, а покасно имаме сето тоа на уштрб на нормален чин на плодоносење, нормално стварање на плод и така натаму. Прохексадион калциум е активната материја која содржи регалисот. И што всушност се случува тука? Со апликацијата на оваа новост, ние имаме еден внатрешен физиолошки чин на контрола на гиберелините, кои сите знаеме дека се оние основци за порастот и развојот на фотосинтетски и други активности, физиолошки функции во растенијето. Значи, таа активна материја ја успорува синтезата на гиберелините или контролира, да кажеме, синтезата на гиберелините и со тоа се намалува или заздравува нормален пораст на леторастите, нормален развој на диференцијација на папките, нормален развој с калциумот на структурата на леторастот, што е многу значајно во тој структурен дел да таа биде здрава, со добро диференцирана папка и на крајот нормална плутинизација. Во есенскиот дел, кога листот ја има одиграно својата функција, асимилатите се пребираат, користењето на регалисот овозможува нормално плутинизирање и навремено затварање на листот, папката кај што е, и тука тој паѓа природно. Што не е случај ако имаме интензивен пораст, див пораст, брз пораст, гиберелините не се под контрола и тука имаме доаѓање на слана, листот, асимилатите не ги собрал. Не се повлекле. Не ја добива она каротинска жолта форма. Не се повлечаваат асимилатите, хлорофилот. И тука папката може недиференцирана да влезе во фаза на зимување и тука с мали ниски температури, кога не се повлекени асимилатите, при малку пониски температури лесно доаѓа до мрзнење на таквите папки. Тука регалисот ја игра главната улога за нормален пораст, контролиран на гиберелините, нормална диференцијација на папката, нормално злеење на ластарите и нормално затварање, влегување во зимскиот период на самото растение, на самата папка, ластар и така натаму. Значи се работи за една навистина иновативна работа која заслужува внимание во овие наши емисии. А луѓето кои имаат насади од круши, од јаболки и други култури, тука можат тоа да го почувствуваат каков хабитус при кроењето, при потерувањето. Хабитусот на самото растение го укажува тоа. Со јаки фотосинтетски процеси, со нормални нодуси, со нормална диференцијација на папка, нормални фотосинтетски активности, сето тоа е сведено во регалисот како новост која заслужува внимание. Што е значајно да кажеме? Што треба да се знае, бидејќи секое средство, ако не добие она вистинска форма, како да се примени, кога да се примени, во кои количини, во која фенофаза, тука може да се направи една штета по однос на несоодветна употреба, дали со концентрацијата, дали во периодот кога се прска, дали количината на раствор, време и така натаму. Значи, важно е за регалисот. Првата негова употреба треба да биде во фаза на цветењето на овошниот вид. Зошто баш тогаш? Зошто баш тога да се контролира гиберелините? За квалитетното оплодување, нормалниот трошок и не бујниот сегмент да доминира,
пред вистинскиот. Нема тука капење на цветот, паѓање на цветот, неоплодување, нема тука несоодветно оплодување, нема тука некоја прљава папка која не заслужува внимание и сите тие адути со само 1,5 литар, килограм, по хектар, ние постигнуваме фантастичен резултат од првичниот чин на примена со нормалното оплодување и формирање на плодовите и нормалниот развој на ластарите. Не ластарот излегол или водобијата отишла 1,5 метар и тука ние имаме една дисхармоничност и тука имаме катастрофа во многу насади, тоа нешто сме го приметили и велат имам бој, а кл нема, вика, моето дрво. Значи, има многу ластари, водопи, се, а родот го нема и нема го тој нормален пораст на хабитусот на растението. Втората фаза. Значајно за примената, значи вториот чин на нештата, и тоа само 2 пати треба да се применува и ништо повеќе, е во фаза на образувањето на плодчињата. Тие само со 1 килограм по хектар, при развојот на плодовите, ние веќе завршуваме со чинот на примената на регалисот во нашиот насад. Понатамошните заштити може слободно да се вршат, бидејќи тоа е една од карактеристиките негови, што ако го имаме фузикладиумот, ако го имаме гимноспорангиеното, ако го имаме ервинијата, ако имаме карпокапсата или така, ние можеме слободно регалисот да си го употребиме, бидејќи тој е компатибилен при таквата примена. И во таа фенофаза од развојот на растението. И тука што имаме? Имаме еден ојачен чин и развој на нормални фотосинтетски процеси, нормална регулација на гиберелините со оплодувањето на овошниот вид, нормален пораст и нормален развој на нодусите и бидејќи веќе кога почне плодообразувањето, тука доаѓаме во оној цејтнот период, почнува диференцијацијата на папките за наредната година. Тоа е веќе јули, август, како што е сега. Сега веќе ние имаме период на плодорастење, плодозрење кај рани сорти, но истовремено растението веќе потполно е фокусирано со диференцијација на папките за наредната година. И до крајот на вегетацијата тие се со функционирањето, еве точно со тој калциум за кој сега збориме, со магнезиумот, тој постигнува еден фантастичен чин на правилна и навремена диференцијација на папките, кое нешто е итекако важно за одредување на родот за наредната година. Квалитетен ластар со диференцирани папки, со добра плутинизација на есента, добро, значи, зрење на ластарот, нормално паѓање на лисјата, сето тоа го обусловува регалисот како регулатор во тие внатрешни физиолошки функции, пред се контролирајќи го гиберелинот. Значи, тоа мора да кажеме дека една права новост која нас од струката, од земјоделската струка која подлабоко сме влезени, мора да кажеме дека тоа е веќе еден навистина голем чекор кон она контролирање и постапка за добивање на квалитетно производство од кое производителот на тој овошен насад ќе биде крајно задоволен. Што ние постигнаме со примената на регалисот? Значи, ластерите кои тие водопи кои со летната кроење треба да се отстрануваат, но
Со примената на регалисот, ние имаме од 30 до 50% намалување на тој див пораст, каде што масата излегува после тоа есента кога кроиме купишта излегува она џабе потрошена храна. Тука со тоа намалување на приносот се концентрира да таа храна влезе во просекот на плодоносењето, во квалитативниот чин на плодот и во нормалното зрење на самота примарна гранка, секундарни и родните гранчиња. Со тоа што се контролира, се намалуваат оние трошкови, како што реков, со кроењето, ние кај некои видови, па и јаболката, вклучувајќи кога ја кроиме, 60 до 80% од гранките, од она што од вегетацијата се отстрануваат. При ова имаме редукција на таков див пораст и помали трошкови при самото кроење. И, што ако го премалку реков, сега го потенцирам, значи асимилатите целосно се насочени кон формирање на плодовите, нивни пораст и здрава конзистенција на месото со оние првични концентрации на киселини и покасно со фотосинтетските активности, трансформацијата на киселините во шеќери. Тоа е на вистина еден подвиг за регалисот како ново што го прави. Значи, формирањето на плодовите е фокусот на регалисот на хранливите материи, а не во оние леторасти кои подкасно, како што рековме, ги отстрануваме и мораме да ги за нив, а тие потрошиле веќе храна. Што генерално, иако го реков, пак ќе го потенцираме, што генерално се добива со примената на регалисот. Прво, и значајно, намалено е паѓање на плодовите. Нормално тука мора да имаме обзирност на тоа, дека паѓањето на плодовите, таа плутинизација предвремена може да биде од тој пораметен систем или неконтролирање на гиберелините и да стане тој абортус. Со примената на регалисот и регулирањето на таа работа, ние немаме паѓање на плодовите. Нормално со таа заштита мора да се внимава на фузикулариумот, мора да се внимава на карпокапсата, пример кај јаболката, на вентуријата и така натаму. Но тука регалисот е регулатор да ние немаме, од голем дел производители дојде, јаболката вика прецвета и 80% ми испаѓаа плодовите. Тука регалисот со таа контрола на гиберелините, тука ја дава вистинската форма на оној оптимален род, а покасно и квалитетен плод од одгледуваната култура. При користењето на регалисот и контролата на гиберелините се анулира она можна алтернативна родност која се случува кај некои овошни видови. Вика професоре, првите години така одеше цветење, обилно, врзан наоку и после почна преку една година вика да ми цвета дрвото. Значи, тоа е губење на оној нормален хармоничен однос и тука се случува она што се случува. А тоа е дека една година бујноста си го прави своето, нема време за диференцијација на папките за наредната година и наредната година немаме цвет за тоа што папките не се диференцирани. И тука производителот губи, вика, почнаа дрвата преку година да ми раѓат. Тука регалисот го дава оној суштински дел на нормална контрола на гиберелините и секоја година оптимално оптеретување со род и со тоа што треба да го добиеме. Плодовите со конзистенцијата на месото и со бојата, оние бојани пигменти, зависно од сортата, дали е тоа златен делишес, каде што имаш кристално жолто-зелена боја, или ќе биде било кој или јонатанот, или онај црвениот делишес. Самите бои
бидејќи тука се посреди регулирање на гиберелините, кои се исто така одговорни за тоа, тука имаме квалитетен, сочен и со добар органолептички изглед плодови. Тука го гледате и сами. Еве, овој плод, секој, јас сум сигурен во едно, секој овоштар би сакал такви плодови да има во своите амбалажи кога го бери плодот. Или овие тука. Тоа е делото точно на регалисот, како еден контролор на гиберелините и тука со таа синтеза што ја успорува, тој постигнува еден уедначен пораст и дрвото си има еден целосен органолептички преглед што може да го видите од оваа слика. Што е за нас од оној заштитарски аспект сега на крај да ви кажам? Со примената на регалисот ние имаме зголемување регулацијата, бидејќи она дива брза потреба на млади листови, ветки, овие, кажи ги, буен пораст, секогаш е лесен плен, од една страна од генетски аспект, губење на имунитетот на растението, од друга страна имаме можност за инфективни процеси од некои бактерии, од некои болести, габни оболувања и штетните инсекти одаат секогаш таму кај што е бујно, кај што е сочно и тука тие се примамливи. А при користењето на регалисот имаш оптимална и аерација, оптимално плодување, оптимален пораст и сето тоа делува на позитивно на тие габни заболувања, како што може да дојде чарливата краставост, пепелницата, пламеницата, вентури, сите тие болести кои може да дојдат при користењето на регалисот, тука имаме еден чивна квалитетна аерација и нормално компатибилна комбинација која заштити растението од тие чинители. Што е исто важно? Лисијата над самото дрво, каде што е регалисот применет, имаат еден компактен изглед, имаат една фантастична органолептичка форма, боја и така натаму, и право зрачење позитивно, кое нешто секогаш како такви не се привлечни за тие штетни инсекти, дали е тоа карпокапсата, дали е тоа минерот, дали е тоа оние пајакот и така натаму. Значи, тука има исто еден чин од заштитарски аспект кој заслужува внимание. Значи, важно е да знаеме дека по големината на плодот од било која култура, да не биде поголема од орев, до тогаш регалисот може да биде аплициран квалитетно, со добар зафат во попладневните часови и тука имаме фантастични резултати. После тоа не би требало, не е пожелно да се врши апликација. Значи, тие два третмана во првите две фенофази што рековме, при порастот и цветењето, после цветењето, тука регалисот се ја постигнува во својот физиолошки комплекс, влегува и се ја постигнува својата цел до крајот на вегетацијата веќе за регалисот, чим е поголем плодот од орев, нема потреба од било какви употреби. И неговата одлика дека е компатибилен, бидејќи кај нас се, морам да кажам дека јаболката се прска малку повеќе од колку што треба, токму ради тие болести кои ги има, но наша препорака е регалисот да се применува стручно, во фенофазите во кои рековме, консултација со стручно лице, па со таа консултација да биде и она нормална заштита на јаболката, не 15 или 17 пати, него со стручен пристап да се оди кон редукција
бидејќи и пепелницата, и кладоспориумот, и пепелницата, вентуријата, гимноспорангиумот кај крушата, сите тие, или карпокапсата кај јаболкото, или псилата кај крушата, или пајакот, минерот и така натаму. Сите тие веќе се под контрола на современата фитофармација. Само стручниот пристап може да даде резултати од кои секој земјоделски производител ќе биде задоволен. А тој задоволството ќе го има секогаш кога се консултира со стручно лице, а тука резултатите секако нема да изостанат. Се враќаме повторно во студиото, професоре, на крај на емисијата, која ќе биде пораката до гледачите? Пораката до гледачите е тој и сличните такви препарати, како стимулатори на пораст, биостимулатори, тоа е еднината на успешна животна средина, успешно спречување на ширење на болестите, бидејќи со таквите стимулатори, со таквите постапки се јача имунолошкиот систем на растенијата. И било кој пораст нов, ако е заштитен, нема да има фруктификација на габа, нема да има напад од растението. Значи, со еден збор, сите тие средства кои во поново време ние ги презентираме, те имаат една своја позитивна работа по однос на здравието кај луѓето. И затоа мојата препорака воглавном ќе гласи едукација, едукација и само едукација на земјоделскиот производител. Да не мислат, затоа што влади едно апатично мислење, дека производителот сака само да прска. А тоа е најтешката операција во земјоделското производство. Па мешање на средствата, од кое колку да стави, како да стави, дали да стави. Тука има цел сплет, па да ја познава болеста, зошто ќе прска, како ќе прска. Комшијата ли што рекол, или треба стручникот, или од навика што велиш. Тоа е комплицирана работа и него му е многу тешко да влезе во пластаникот, пример, да прска. А не ги практикуваат оние принципи на заштита, да биде облечен, да биде заштитен и сето тоа. И тој абсорбира од таквите средства. Сега, срекна е околноста што ние тоа што го правиме сега, тоа е еден подвиг како во производството да се применуваат средства. Прво стручно, второ да нема токсичност, бидејќи тие што немаат токсичност, тие немаат ни каренца. И се многу едноставни за користење, затоа што можеш денеска да прскаш, утре можеш да береш. А при тоа да нема никакви резидуи за здравието кај луѓето. Тие работи веќе ги потполно ги имаме обсервирано и јас мислам дека во догледно време тука тоа ќе влезе во тој процес на производство за таквите средства со стручен пристап, со одмерена доза и концентрација, со време на прскање, со количини на раствор, колку, што, како. Што тоа е фата моргана за производителот. Он доаѓа, хектар површина има, вика, дај ми за 300 литри, вика, да го поминам грозијата. Хектар површина. Сето тоа важна е едукацијата. Едукација, он мора да знае. Првото прскање, кога има малку ластар, може да се оди со 500-600 литра.
Кога има веќе ластра 80-100 сантима, има гроз, има се. Мора се оди со 600 до 800 или 900 литра. Да, меѓутоа стручните лица се тие кои што треба да... Тоа се стручни работи што треба да ги знае он. А он прска по своја волја. И бренерите во првите прскања треба да видат со најситна микронизација, да опфатаат младото грозче, да покасно тој бренер има друга димензија, кој треба да опфати цела винова лоза или овошно дрво и така. И сите тие работи се стручни работи, каде што тоа што ја рековме Грција, пак ја кажеме. Тие зимата имаат школа редовна со часови. Тој прска за своето дрвце, тој крајниот епилог му е кажано од собственикот на откупниот пункт. Ти треба да донесеш праска квалитетна со тие и тие квалитети. Друга праска немој да носеш во стопанскиот двор. И сега, он за да го постигне тоа, он оди сам кај агрономите, оти секое село има агроном, едуциран во Атина, кој укажува. Оде на лице место, има апарати за зимање проба, му вика дали треба ѓубре, кога треба прскање, имат овие метеоролошки станици, мини, кои утврдуваат некои пониски места, почнуваат побрзо со инфекција. Он локално ќе делува. И ред други работи. Мене ме импресионира организираноста на луѓето и на крајниот резултат. И он, како фармер, е равен, како и собственико, со донесување на одлуки за цената на производот и сето тоа. И ви реков, крајниот епилог 22 милиона евра. Како дивиденда, и сега они имат услови да кажат кој колку, према тоа кој колку продал. Некој дал 100 тона, некој 50 тона, некој 20 тона. Цената е таа, разликата може да ти се даде. Но вика, не икам разлика, сакам да стекнеме ново знаење. Тие се убави работи во земјоделието, што кај нас Треба да се се мисле на именка. Нашето земјоделие мора да ја поведе, нашето земјоделие мора да го поведе духовен човек што си го сака парчето земја, не да биде увозен, како овој урбанизмот што е. Увозен министер да каже во Струмица кои депонии треба да се чистат, кои не. Абсурд на нашето време. Тоа е веќе надвор од се. Значи духовен човек, спремен човек, организационно способен човек да во сите региони ги прибере тие луѓе што сакат да научат нешто и да тоа функционира безпрекорно. Кој регион за што одговара? Кавадарци за грози, Струмица за градинарски култури, нели? Валандово ќе биде за јапонското јаболко. Тоа за тоа. Па тоа толку убаво може да се направи. Така не сака нас Европа. Не сака со овие поглавјата. Поглавјата се папирологија. На нас ни треба точно производ што европскиот консуматор ќе каже дајте ми од Македонија вино. Бидејќи е квалитетно. Зошто од Кавадарци е квалитетно. Дајте ми од Македонија домата. Во Струмица се ствара најубавата домата со ликопин и најквалитетна. Дајте ми јапонско јаболко што нигде го нема. Дајте ми калинка и така натаму. Тоа е мислена именка кај нас. Поарно политички да се тепаме, отколку да ние мислиме дека тој народ за да не бега треба да остане. А ќе остане кога ќе има задоволство. Зашто да работи. Благодарам, професор. Благодарам вам. Почитувани гледачи, благодарам и вам на вниманието и секое добро со нашата програма.